Колешке Дафина, морам да признам, многу бујна фантазија имате. Ваков креативен говор досега не сме слушнале. Само не знам дали ова сето што го кажавте го сонувавте или имате некоја временска капсула, па патувате во иднината, па гледате што се случува, па се вративте назад да ни кажете на кој начин размислува ВМРО ДПМНЕ. Јасно е зашто така размислува. Затоа што вие така сте правеле, сте работеле и сте размислувале години наназад. Има разлика, точно. Има разлика. Ние работиме со сериозни компании. Ние работиме со компании и носиме закони за да се работи законски. Тогаш не се носеле закони додека сте работеле вие. И вие сега кажувате беззаконие. Сами се демантирате. Носиме нови закони, а кажувате беззаконие. Што е сега точно? Закони се носат или беззаконие? Второ, спомнувате зборови како тезга. 20 пати во вашиот говор спомнавте тезга. Вие со тезги сте работеле? Ние не работиме со тезги. Ние работиме со сериозни компании кои што работат проекти низ целиот свет. Но вие покажувате дека немате доверба во такви компании. Вас ви е најлесно да се изберете некои сомнителни компании кои што или ќе отидат во стечај или нема да ја довршат својата работа и ги заминат, и затоа така останаа проектите за ние да ги довршуваме. Шлаканицата која што вчера вие удри амбасадорката Агелер, мислам доволно ви кажа се. Ви кажа дека цело ова што го правите и сите препреки што ги правите и застанувате на патот на најголемиот стратешки проект единствено заради собирање на политички поени. И таа укажува колку сериозна компанија е компанијата Бехтел, дека гради на скоро сите континенти, дека гради во Европа, дека го градела автопатот и во Турција и во Албанија, дека го изградила метрото во Атина во Грција, дека гради во Дубај, во Блискиот Исток и гради и во Австралија, и во Канада, и во Соединетите Американски држави. Но вие не и верувате на амбасадорката Агелер. Вие не верувате на никој. Вие се сомневате во сите, вие сами меѓу себе не си верувате. И фрлате сомнеши кај народот. Зошто? Единствено заради политички поени. Штета е и греота е ова што го правите на цела држава и на целиот македонски народ. Зошто? На овој начин нема никогаш да се вратите на власт. Го гледаат тоа сите. И ќе ве замолам, апелирам за вакви стратешки проекти, да најдеме консензус и да ги изгласаме заедно, затоа што ова не води никаде на овој начин. Благодарам.